Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Еспресо со Златев и Боцевски, која ова утро го носи насловот Некрстени денови на Радио Лидер. Ивица на сите оние кои се верници, кои ги почитуваат верските начала и правила, овие денови се некрстени, така? Така се нарекуваат, да. Да, но денес, ако не се лажам, е пост. Небе каков пост? Да, денес е водопост. Денес е денот пред во Јорданија. Да. И денес уствари пост. Еве на сите религиозни им честитаме шо и да е. Немаш така се да се однесуваш, значи која се прашање од верата мора со почит да се пристапи. Не, со почит е со Па ние со почит шо и да е која ќе кажеш сега. Значи мора да пристапиш, со еден без разлика и да е религија со двајца верници, со еден да е. Види, и покрај тоа што денес е пост, ние ќе се омрсиме со еден добар гостин, еден гостин кој вака ако треба да го наречеме, да го објасниме како човек со огромни познавања во медиумскиот простор, со човек со квалитети да направи добра анализа, човек кој е екстремно добро информиран, но по скопски и многу писна јазик. Слушай, знаеш што е проблемот? Знаеш што е проблемот? Може да биде чукело. Има еден сериозен проблем, знаеш. Често, кога имаме најави од Лјупчо Златев на гости во студио, чувствам потреба после тоа да ги извадам вака на хартија да им ги подпише за да ги стават во биографија. О, види. Да не беше женетова да го дадеш на потенцијална сопруга. Види се, јас ова брака мислам дека доста ти е тебе. Тебе ти е доста. Ама види, јас овие работи ги учам од Зоран Иванов. Он на Джабир Дерала 25 минути најава му направи. Аристотел таква најава нема. Така? Значи, ти да правиш најава за професор од Франкфуртска школа. Види, мора да признаеме дека ова најава беше кратка. Знаеш зошто? Затоа што кратка и јасна. Не кратка, знаеш зашто беше кратка, Виктор? Джабир го тужи Лјупчо. Зашто? И на суд ми дава овој записник, Лјупчо, вика странките. Го прашува човеков што работи. Не, вика, јас сум дипломиран политолог, работам сега како новинар, толку. Ја толку, не ни кажувам директор. Од друга страна. Го прашуваат Джабир, сега да објаснам од прво лице. Го прашуваат Джабир, века, вие што работите? Вика, јас сум. Све она што каже Зоран Иванов, медиумски експерт, новинар, борец за човек кој право, плюс уште кажав дека бил дописник на Guardian, лондонски. Кажа дека бил не знам што, па дека вака така и студија, вика, добро човек, што си по професија му вика? И ој вика, па све ова што кажав до сега, и имавме проблем, јас се судев со Аристотел лично. И го донесе, знаеш, го донесе записникот, ова влезено документ. Можем да кутрата женичка што куцаше таму. Замисли го судијата, си вика се не е за мене ова, не е за правосуден систем, знаеш, за друг систем е ова. Знаете како, јас по образование сум дипломиран инженер за екстрактивна металургија. Најверојатно ќе бидам и магистар на истата тема, меѓутоа по занимање сум 20 години медиумски работник. И сега се кандидирам за агенција за медиуми. И они ми напишале Виктор Грозанов металург.
Викам, па не се кандидира во Железара. Ама знаеш, Ама добро, слушай, сега по професија околу си тоа, види, металург. околу тоа, Образование, по професија сум медиумски работник. слушай, Така се гледа, за образование таа и работа, занимање. знаеш што, тукму затоа се зборувавме баш со Липчо на таа тема. Вели, вика, демек, па не е проблем, вика, некој да нема факултет, се согласувам, но во интелектуална професија, како еве овој таму како се викаше оној владана, што демек глумеше Маријан Забрцанец. како знаеш ли што е факултетот? Факултетот кажува дека ти во еден краток временски период можеш систематски да прочиташ 40 книги и Така. да ги одбраниш пред луѓе кои што ги пишувале тие 40 книги, така? Да научиш што пише во книгите. Така. И да научиш утре за утре се повикаш од тоа кај да ги земеш и така. Да цитираш, да. Меѓутоа, значи имаш една интелектуална кондиција, имаш една себедисциплина, имаш морал, тоа да го направиш. Толку. Така. Види, тоа, знаете како е? Јас, кај кандидатура, сега да не се само као ја и кој Джабре да се фалам, меѓутоа, сум трнал, сум напишал 85 точки, а сето тоа сум го направил од литература од 2000 страни. Јас ветив Самајлева дека ќе дојдам со литература, а ако им ја покажам, ќе почнат да читат, да ќе тресат уште повеќе глупости. Вака, бар да не им кажуваме кај да гледаат. Овако, ама ова што го зборуваме е токму на таа тематика, знаеш. Иначе во духот на најавата, знаете како? Веќе збориме за она што се случува во Македонија. Како викаат, оние што не веруваат во Господ се викаат атеисти. Да. Тие што веруваат во Господ се теисти, а сите политичари се медиумски неписмени и секогаш се исти. Слушаш ли ова, Јупчо? Мислам вака, Да. по една рима. Значи како беше? Тие што веруваат во Бога? Атеисти се оние што не веруваат. Не веруваат. Теисти што веруваат, а политички медиумски неписмени секогаш се сите исти. Сега токму на таа тема ја отвараме ова денешна работа. Види, дали се сеќаваш некојаш на ваков концентриран напад од страна на една коалиција на власт кон два медиуми? Као што се случи. Види, ние што сме навикнати овакво, прво претходно имавме ситуација Лјупчо како уредник и Кукиќ од Курир не беа примени на настан. Да, имаше добро го третираше тоа. Да. Липче, каже вика, во тоталитарен систем тоа е ништо, ама во една демократија е скандал, нели? Мислам дека така точно те цитира. Да. Значи- Дека у тоталитарен систем тоа е ништо страшно. Ништо. прво сега нели има сум правил слободни после медиуми тоа, опозицијски пошто у тоталитарен. Јас имам акредитација у владата со години. Си го имаат мојот контакт, мојот мејлот на овој медиум и така натаму. Мене не ми пратиле воопшто дека има нови акредитации. Во меѓувреме пред една недела поднесов нели за нова акредитација, до ден денес ми немаат вратен. Пошкам се јавам на портпаролот на владата. Ја водам радиодифузер. Ја не сум банана република. Значи ти водиш радиодифузер кој што кажува дека ќе има говори и информативни емисии. Да. Тоа е многу различно затоа што кај во радијата јасно е истакнато. И ти си, значи ти канал 77, 5 FM, тоа се радија кои што имаат говор со информативен карактер. До ден денес немаме одговор од таму, и ќе почекам уште некој ден, ќе направам муабет, ќе видам што е како е, ќе им дадам шанса, но да видиме дали ќе ја искористат. Таа шанса го поканивме овде да седи на твоето место Димитар Ковачевски Таче, за да докаже дека не е тој организатор на цензурата, но тој не дојде, па ние ве одбравме друг човек така со не многу коса. Како Со слична фризура. како замена Да. на премиерот. Значи, кога сме кај премиерот, морам да ви кажам нешто. На оние документи што ги објави исто така по фризура симпатичен дечко Зоран Божиновски, и кај што вика дека господинот Ковачевски зимал пари и така натаму, јас од искуството, не кажам дека сум попаметен, од искуството кое што од 2002 нааму, кажам дека во 2006 година Ковачевски немал шанси да игра таква улога. За разлика од другиот шест помнат. За разлика од другиот можно. И сега јас нели треба сега да ја држам тезата дека е невин и така натаму, ама во мој момент одлучувам баш ми е гајле дали е невин или виновен, нека си докаже таму со Зоран Божиновски, зашто?
затоа што ти немаш елементарна политичка култура која што на првата лекција во политиката ти викаат не се карај со новинари. Не се расправи. Точно. Немој да влегуваш во конфликт, всушност. Ти влегуваш во континуиран конфликт. Ако имаш проблем со луѓето кои што се грижат за медиумските околности околу тебе, тогаш ти треба да ги расчистиш. Не можеш ти да излезеш и да кажеш дека да нападнеш два медиуми, без разлика каква е причината. А јас мислам дека сето тоа настана од она убаво интервју на Жан Митрев со Снежана Лупевска, значи не зборам убаво како суштина, туку затоа што после тоа се случи да одредени новинари кои што очигледно се у коалиција со премиерот, а тоа е истражувачка репортерска лабораторија, да коментираат интервју, што не дозволива работа. И да кажуваат како интервјуто било погрешно направено и така натаму. Првата работа. Добро, ќе те прекинам. Значи, од тој момент. Виктор, ќе те оставам да се докажеш, но морам да реагирам. Ако Значи, прво, да, се согласувам дека може би е неумешно и неколегијално од колегите од ИРЛ да коментираат интервју на друга телевизија, иако тоа интервју, пак ќе кажам, ја го гледав и сметам дека Лупевска го водеше прилично професионално, тоа од една страна, но од друга страна не можам да се согласам со твоите тврдења кои се без доказ, без аргумент дека ИРЛ соработуваат со Ковачевски. Тоа навистина, значи, како колега, значи и во однос на Лупевска велам, не е фер. Може би треба поинаку тоа да се изведе и не е окей да се направи интервју, па дури и со Жан Митрев од една страна, а од друга страна морам да не се согласам со тебе затоа што немаме никакво документирано фактографски. Јас кажувам само дека се совпаѓаат реакциите со интервјуто и после со реакцијата на Димитар Ковачевски. Прво, Димитар Ковачевски треба да разбере дека и Телма и Алфа, за разлика од нивниот проект 1 ТВ, е направено на високо професионален начин, се финансиски се подкрепени. Телма е АД со 200 милиони денари паричен влог, а Алфа е со 150 милиони денари паричен влог, за разлика од нивниот проект 1 ТВ, кај што се покаже, што имаш да се покаже. Така да Ковачевски нема право да реагира на медиумите, али ми се смешни ЗНМ, синдикати, АВМУ. Знаете АВМУ дека сите мандати им се истечени? Ја морам да им се заблагодарам и на АВМУ кој ме поддржа. Не, во ред, ама што? На Ковачевски. АВМУ се они за мене се лебедова песна во медиумскиот свет. Сега си нашле причина дека еве и они нешто реагираат. Прво, реакцијата на АВМУ јавна, нејавна не е важно. Ти идеш кај премиерот и правиш средба со него и го опоменуваш вака тет-а-тет и му викаш следниот пат готов си. Па може би се случило тоа, се не може да знаеме. Да, па не, потресен е Ковачевски, ги чека кога ќе дојдат. Не, мислам, ја ги знам овие. Пазете, овие се со години и пол истечени мандати. Јас заради Зоран Фидановски, кој што е исто колега, одличен човек, прекрасен лик и така натаму, сега морам ради него да бидам внимателен. Иначе сите други не заслужуваат да гледаат телевизија, не да одлучуваат за телевизија или за радио. Ти баш го најде тој најпровладениот. Не е важно да не И мене ми е пријател, се шегувам. Огромен поздрав до колегата Петрушевски. Не го познавате. Не го познавате, не знаете. Беше и одличен новинар Фидановски сега веројатно. Не, Фидановски е друг. И сега авно се истечени мандати, они као нешто реагираат. Седи таму, гледај си, уживај си, земи си плата. Ако си толку мангуп за реакција, да го браниш Златев, да ги браниш, да браниш Лупевска, фино, убаво си даваш оставка, викаш мене ми истече мандатот, имате конкурс кој што 5 години трае, не знам како, а пишува дека само 30 дена треба да трае, то само у главите на Талат Джафери, СДС и така натаму, и кои таму се учествуваат, дека 30 дена се 5 години. Ја мислам дека 30 дена се 1 месец, така? Вака мислам дека добро сум образуван. И тоа не е еден втор конкурс. Мислам, така сега. Виктор, да се вратиме на зошто Ковачевски отвара војна со Телма и со Алфа?
Затоа што некој Ама предходно Ахмети ја отвори. Значи да се присетиме. Ахмети после Мангупски се дообјасни. Ама пак. Не, па ја нападна, мислам, па се овие. Че да ме прашам нешто. Телма сега е нападната, така прв пат. Јас затоа кажам дека има Ние сме навикнати, нас не влечат. Ние више Ковачевски не нападнал нас, кој е Фин Ковачевски не е чудно. Ја, например, сакам да ги видам моите пријатели, односно наши другари, Горан Момировски и Драган Милосавлевич, и ги прашам, со кој памет ги викнавте Павле Беловски и Младен Чадиковски? Абе, ве нападнаат, сакаат да ве затворат и да ве уапсат. Тие си молчеа. Не си молче. Да, видите, може би треба да се размисли. Вие знаете што е групација, знаете што е синдикат, знаете што е Еснамско здружение. И да му кршам врата на премиерот. Не ме интересира он да е бил премиер. Не можеш ти да ме соприш. Значи ја имам Сме видели синдикати во Турција, во Германија, во Франција, Италија. Во континер би го фрлил да сум синдикат. Не, биди. Да би Сме видели како изгледа синдикат. Знаеш, 2004 година му ја запалија колата, јас бев и кај министар за внатрешни, и кај премиер, и кај министри за транспорт, да го најдат тој што и да што ја запалил колата и да престанат провокациите кон Емил Стојменов. И престана. Сум бил директор на Асоциација на приватни електронски медии, јас знам како се реагира. Тоа не мора на барабани да кажувам на цела јавност, идам, та истина се гледам. Тоаш премиер само што стана Владо Бушкевски. Министер за транспорт и врски беше Агрон Буџаков. Мислам сега... Види, не зборуваме дека не се предмет на критика и не треба да бидат предмет на критика и медиумите. Меѓутоа, критиката е поинаква кога доаѓа... Не, треба да доаѓа од друго место. Ето е. Значи они доаѓаат од позиција на сила. Дека критика кон медиумите треба да има, Например, и тука пак еве сега дури иако ја ги нападна Ирала Виктор еве сега ќе ги одбрана. Дури не е проблем кога доаѓа од колеги новинари нападот. Не е проблем, односно нападот, оценката, критиката, која доаѓа од новинар кон новинари, не го гледам како проблем. Од професионално тело, не знам, Совет за етика, иако јас сум малку држок со нив, Совет за етика, овие што се како се викаат, не знам, ЗНМ, па и МАН, иако МАН не покажува перформанси на постоечка организација, ММА, Македонска медиумска асоциација, па дури иако не е државна институција за некои работи од техничка природа, законска должност на АВМУ е да реагира. Тука се исто така има и цели професионални сервиси кои наблюдуваат и од вистиномер кога не критикуваат, не гледам проблем. Но проблемот е кога доаѓа од естаблишмент, кога доаѓа од носител на јавна функција, кога доаѓа од некој кој го има камшикот во своји раце, е загрозување на демократијата. Па не, види, иначе сега да прашам нешто. Бијќи ја ревносно ве читам. Дали некој се пријави на твојот бойкот од колегите? Не спори? Не, зато, знаеш зашто? Што секој си го гледа собствениот двор. Не, вака. Види, вака. Твојот повик за бойкот беше, значи се има случувано во минатото. Ако ти можеби не си учествувал, значи имало штрајкови на медиуми, не бе, јас си минјал камери на Заев устав, сум удал. Не, збориме сега, значи 2002, 3, 5 и така, се гаселе телевизори, сигналот по еден час пишува поради владата што постапува така и така, и па се одело по амбасади. Виктор, може да ти кажам, ја бойкотот на Лјупчев. Може да ти кажам, знаеш зашо? Знаеш зашо е Лјупчо Златев слободен? И Ивица Боцевски слободен? Иако сме утра не сме уопште добро платени. Знаеш зашо сме слободни? Ние сме слободни затоа што нитво еден од огласувачите на Лидер.мк и на Радио Лидер не сме да ми се јави и да ми каже немој да го правиш ова или немој да го правиш она. Затоа што во истиот момент ќе добие толку лош третман од моја страна што ќе зажали што ме запознал. Сега, знаеш, од друга страна, сите оние кои не се пријавија на бойкот, тоа се најголем дел од медиумите во Македонија, функционираат голем дел од нив благодарение од владата и бизнеси
кои орбитираат околу владата, односно да бидам вака политички некоректен од олигарсите на владата, од оние кои добиваат државни тендери. Значи, многу едноставно е. Не знам, кажи ми еден портал. Либертас, ајде. Многу едноставно. Ке отвориш кои се на Либертас огласувачи, ке видиш таму компании кои се во собственост на олигарси кои добиваат тендери од државата. Значи, Ковачевски директно ги финансира на еден или на друг. Ја не можам да тврдам за Либертас, ова е една хипотеза која ја поставувам, не е ова тврдење, да се разбереме. Но знаеш што е проблемот? Најголем дел од медиумите се финансирани токму од оваа корумпирана влада и токму од бизнисмените на оваа корумпирана влада. Ама гледај сега. Еве ја па идеме. Сега доаѓаме до суштината. Дека има или локално или така натаму бидејќи збориме за од владата, кај што се гледа јасно дека доаѓаат пари од партиска структура. И ти имаш професионално тело, така, кое што реагира од нападот од премиерот. Абе, вие не гледате што се случува. 10 години сте тамо. Не гледате дека треба да ставите ред во сајтовите. Зашто да не ставите ред? Ја во 2003 ме обучува во Блед дека информациите кои што ќе ги даде одреден медиум, дека можеш да му искористиш само 25% од текстот и да направиш фотографија само со негова дозвола, ако е видео 30 секунди. Така? Ние имаме државна агенција. Сме направиле 200 медиуми, од кои што 195 ја цитираат Мија. Па Мија за да те информира што се случило, па сам да пронајдеш. Кај вас тоа не постои. Ајде, гледате ги, ја ви ги гледам информациите како идат. Касика, има и уште неколку такви медиуми. И ако тргнете да воспоставиме ред како се финансира, па да збориме за Joint Industry Committee, дека ти не па да видиме колку е читаноста, релевантност да се најде. Така? Па да дојдете до ситуација да има само 2-30 такви сајтови, тоаш вие нема кој да ве контролира, тоаш нема пари од партиите. Еве ти ако си партија, еве ќе си пишеш 6dsm.mk, па земи си новинари што ќе ти пишуваат, па прави си видеа и така натаму. Тоа е првата работа која што уопште не сака да ја третираат. Од кој што вашите колеги вика медиумската слобода ќе била загрозена. Каква медиумска слобода ќе биде загрозена? Колку луѓе седат овде? 5 души, така? Во радио. Ова утро сме ние генерално ова утро сме. Ја и Ивица и двајца техничари, така? Четворица, 5 административец и тројца дежурни на сајт, само утрово, значи имаме ние 7 луѓе ангажирани. Ако рачунај, како можеш ти да имаш серија на сајтови? Бруто просечна плата ако ставиш, ќе сватиш колка ни се трошоците годишно. Ако трнеме да збориме за медиумска концентрација, поима нема што значи тоа. Тоа значи собственичка структура. Медиумска концентрација значи дека не можеш да имаш 10 сајта и да се појавиш на пазарот. Ти можеш да имаш 10 сајта, ама еден е информативен, друг ќе биде само спортски, трет ќе биде, не знам, музички. И само да ти објаснам. И сите тие може да бидат секој поединечно да настапува на пазарот, ти можеш да се јавиш како собственик. И тоа е едната работа, не сме да надмине повеќе од 20% од вкупниот буџет што е само за таков тип на медиуми и не сме да има 25% поголема читаност. Мислите дека некој го разговарал ова? Не, никој не гледал ништо. Мислам, да се разбираме? Не, им одговара овој див запад, затоа што во овој див запад има кој ден ги спроведува нарачките. Има ваши колеги сакаат да разговарам. И ја им викам, еве јас волонтерски ќе ви дадам 7 точки. И викам, треба ги викнете тие 10. Виктор, нема индустрија, има политика, има луѓе кои ги реализираат политичките наративи. Тоа е тоа. Види, тоа е твојот заклучок затоа што ти си дел од индустријата, а има тело кое што треба да ја контролира индустријата. Еве вака да. Сега почнуваме ние со саморегулација порталите, ќе видиме кај. Каква саморегулација, тоа теко криминалци се договорат и полицијата, еве ние сами ќе се апсиме. Како сам ќе се уапсам? Не бива таа работа. Има регулација, ја ти кажам, ти тука можеш. Ако државата ќе не регулира. Не, државата ти кажува правила.
Видите, Значи Таче ќе не регулира уште по. Не. Мислам Видите, сега. ја и Боцевски сме иделе на школи за либерализам. Либерализмот ти вика, ова ти се правилата на игра и ти имаш слобода во делувањето. Така е Боцевски? Така е. И ако ти ги прекршиш правилата, тогаш државата те санкционира. Ако нема правила, тогаш бегуваме во Ивица, либертализам, односно анархија. Сега ова не го знае ова. Синоќа колешката Тања Милевска, затоа што имаше обвинување по Фейсбук, толкава плата имале дописници, волкава плата имале дописниците, го извади документот за прибање на плата, ја бев шокиран. Значи да, имаат издишки каде што им се дават дополнителни средства за тоа што се дописници за одвоен живот и така и натаму. Но тие луѓе, сите дописници на Мија, с кои сега ги укинува Мија, нели? Знаеш на колку плата се осигурани? 24.000 денари. Значи, замислете. Вие сте човек кој работи во Брисел, кој на Македонија ги презентира европските политики, кон Македонија, но и општо европските политики. Да, имате дополнителни примања поради тоа што сте таму, нели, кои ви стигат, но вас ви тече стаж, верували или не, на 24.000 денари. Тоа е срамно, ќе кажам. Значи, тоа е основ... Види сега, ја не ги бранам, мислам, нит ги напаѓам, нит ги бранам, нити едната, нити другата страна. Значи, имам јас своји причини за таа работа и ќе ја објаснам. Меѓутоа, мојот став е дека МРТВ, Мија, не смеат да бидат јавни предпријатија. И не сме за да можеш ти да се водиш по насока на што треба да бидат? Нека бидат акционерски друштва. Значи законот за јавни предпријатија, за јавни набавки не може да важат Ама за Мија е акционерско друштво? Ама се води со платите по како што државата ги спорува. Мија е државна, како се вика? Агенција. Не е државна агенција. Да, у собственост на државата, но е акционерско друштво. Да, Зоран Иванов ја каде што трансформираше и зема 50.000 евро за тоа. 100%, Така значи мислам да даеме омаш. 100% е собственост на државата. Ама начинот на функционирање за доделување на плати е како што државата го кажува. Ме разбираш? Значи ти во Радио Лидер, ако имаш вкупен влез, дај Боже, 100.000 евра месечно, ти тогаш можеш да... Да, но ова е обесправено. Не може вработени. Значи таа е платата што ја објави Тања, таа е платата што ја земат и овие овде што работат, така да, како новинари. Така да, дават како хонорар. Да. Како дополно. Да. Така му даја господин Бочевски. Така е, но, види, и Тања е право дека Не, апсолутно е во право дека треба да ја пријавена на 3.000 евра. Мислам сега... Не, на 3.000 евра не треба да ја пријавена, затоа што знаеш, тоа што е предпоставката е дека кога праќаш некој човек надвор, така, дека тој се враќа овде. Тој е твој дописник, така. Да. Ама може на малку повеќе да го осигураш, што е едно. А второ, да речем минимум 1.000 евра. Ја ќе кажам ова Љупчо сега да го каже дека види да се укинуваат дописништва е зошто тогаш постои Мија ако укинува дописништво? Меѓу другото вие Драган Антоновски? Меѓу другото, не, ја разговарав и со Драган. Ма нешто вие може да не разговарате на личноста, ја можам да ги коментирам. Не, слободно. Значи, но еве сега ја што очекувате од не зборам ја Драган дека е лош како човек. Што очекувате да си толку години директор и да не ти смета на тебе дека слободен печат ти прави аудиовизуелен производ кој што е најстрого забранет по закон. И тебе не ти смета тоа. Затоа што другар ти што зема 50.000 евра од Мија, господинот Зоран Иванов, тамо држи банка. А зашто не сме слободен печат да го прави тоа? Не може, по закон е забрането. Штом пуштиш видео на сајт, ти си аудиовизуелен медиум. По кој закон е ова? По закон за аудиовизуелни услуги. Ама не го читаат како што треба. Е, така да знаат. Добро, ние немаме проблем, не сме и така аудиовизуелни. Медиум, не сме концесионер. Не можеш да помислиш дека не ти смета тоа. Тања, за Тања Милевска имам многу пино помислење од вас. Меѓутоа, сега со Тања Милевска ќе се расправам, а не ти смета тука што имаш 15 спортски канали кои што треба да идат на македонски и на албански,
Ти зато српски јазик. Е, тоа е срамота. Тоа не е ништо, не ти смета. И тоа е 12 години. Ма добро, сега не, Драган Антоновски, него не ја води АВМ. Ја, него види, може да дојде тука дека си тера у Радио Лидер. Па нека се договара со вас. Само он води државна агенција која ше директно засегната. Неговиот став сега мора да пошто дебатираме, нели? Тоа е суштината. Драган Антоновски вели, вика вака. И јас немам што да правам. Мене ми го скратија буџетот од не знам милион на Имаш што да толку прави. илјади. Имаш што да прави. И Ти ја даш мо- оставка. Апсолутно. Тука си во право. Немам што да правам, па ние будали ли сме другите? Доколку си капетан на бродот, едноставно Па јас сум одговорноста го кај напуштил тебе. Канал 5 со 5 милиони евра на сметка. Јас сум бил управител без ограничување. На колку он сега ќе му продава приказни? Види, знаеш, ама приказната е поголема. Знаеш, сега државата ме повикува. Не бе, ми скратили в тој буџет. Морам да ги намалам, како се вика, дописниците. Тој е пораз за мене. Ја тоа не го правам, фала, многу пријатно и си одам. Или овие одавамо и ми стекле мандатите. Знаете што им истекле мандатите? Они се само технички тамо присутни, затоа што вика до новиот кој ќе после до изборот на нови советници. А изборот трае 5 години. Мислам, Ама не, види и сега. сега они викат, ама ние не сме криви. Па не се виновни, да. Господин Поцевски, се сеќавате кој не обучува што е морал и Ама етика? не се виновни. Ама не види. Не се виновни, проблемот е што собранието не изгласа нови. Ама Љупче, Знаеш. тогаш доаѓаме и до следна позиција. Па тогаш па зашто Пековачевски е човек? Чекај, полека. Го разбирам што сака да каже, ја тоа себе си не би си го дозволил, еве ти кажам. Да, па нормално имаш морал и етика. Не, види сега, не И може. ја пак ќе кажам. Не 5 години не може Липчо, извини. Не може. Значи буквално ќе приставам таму и кречам луѓе месец дена. Година дена отидено, мислам не е Добро, ама еве и година дена. Истечено на сите мандати. Што не. И година дена. Маратава исто. Се, ако истече мандат, е крај. Да не правиме се, ја сваќам. Комотна позиција си тече плата при донесе сите ради, ама. Не збориме ние за 20.000. Например, Ај сега. ја спомнавме Тања претходно. Да, не збориме тоа Е, во сега, право. значи пази. Во мија. Башка пази се. Луѓето кога Чекај, беа- не уште една работа. Државен функционер си. Апанажата тече од моментот кога те разрешиле. Значи, ова си е сега приказ. Ова не, ова е апанажа пред апанажа. Да, вели, само секунда, дописничката на ми од Брисел вели, нас вика ни ја укинуваат затоа што одбивав да бидам PR служба на владата подолго време. Немој да влеземе у таа дискусија. Зашо? Прво вака нека каже мојот Вујко Борјан Јовановски апсолутно. Абе сега немој така. Не, зашто? Види, не сака Дај сега да вратиме кај Мето Јовановски кај не дедови. беше Ама сега немој така. Немаше никаква врска со Боки 13, като Боки случајно сам го рекетираше Орце Камчев и Ама не, Листарка. сега. Вујко ми ништо не правеше. Значи Виктор, Немој, молим те. Виктор. Не кев да бидам перјаница. Значи. А у Брајчино што е сликан со Зоран Заев, тоа нема врска, ради онака, тоа уметнички дојам. Види се. Види, може да У лажат избор за... дека Борјан Јовановски направи лоши ужасно друштво е да седиш со Зоран Заев, тоа се согласувам. Но сега види. Немој сега да не бидеме сега тука тетки оговарачки. Не, јас сум тетка оговарачка, вие не сте, вие нормално браните. Јас сум која стрика на чешма. Значи, сега, да не бидеме. Јас сум кој Зоран Иванов. И да ми се зборам што сакам. Он така. Види. Не, само секунда. Изслушаме па ќе Има и дадеме функционери државни што така си се. Овие работи морам да ти признам, значи, ова е многу примитивно. Овој е браточет на овој со овој, мене така ако даеме, мене ќе треба ќе ми извадат Стојан Андов дека ме е роднина и ја треба да ми забранат да се бавам со медиуми и јас Стојан Андов у живот не сум го видел. Пример ти кажам. Нема, Љупчо, Знаеш, чекај само. сега- Има една мала црта, знаеш. Значи сега Не, има една мала црта, има една мала Нека црта. не лаже дека не кела да биде перјаница на СДС. Има една мала Не била црта. сега. Затоа што Текстовите она го беше, покажуваат. од она беше најинтелигентната, само не се зема у Брисел. Не е така Вујко ургирал, тоа Бог да Значи сега чува. тоа, значи сега и ова. Не, мој се, Сега и молим те. ова. Значи право, кој А кажа нешто за Цветин Чилиманов, а за Горан Момировски кажа нешто, бек на која ги сменија. Кој ги вратија тука назад како режимски кучиња. Не дали кажа еден збор, туку ги нарече режимски кучиња. Секој менеджмент Види. има право да си наметне своја Тркалото на политика. Не, ама ovo право. Значи. Извини, не можеш да наречеш било кој човек, а посебно Цветин Чилиманов и Горан Момировски медиумски А кучиња. кој го кажал тоа?
Па си тука го кажува кога ги враќа. сега. И имаше молк. Извини Лјупчо, не. Извини. Значи имаше молк. За Цвете Не. разрешувањето Имаше молк. се крена огромна фама, нели, поради тој негов судир со кој беше, со новинарката од Financial Times, ако не се лажам. Па добро, и За Горан, мислам дека Горан сам си отиде од мија. Мислам дека Не, во случајот на Горан немаше... Ама имаше разлекување по медиуми, имаше се што имаше, не. Абе, Сега, нив ги да не се направија прави- криминалци. Види, извини, Подржувачи на режимот на Никола Груевски. Ја преживеавме сите шарената Сега револуција. малце им дојде густи. Значи, види се. Не, луѓето што вика режимски кучиња, вакви, такви, онакви, на крај ги видовме кај завршија. СЈ како заврши? Колку пари зема од СЈ, па се, ајде Само се една да не се работа да се изиграваме се. разбереме. Дека и во минатото Ајде. тоа Вака да те погрешно се водело, сега пример. Знаеш колку, иако е многу безобразно, гостино да му поставува прашање на еден од Нема проблем, ние сме Ја кажам дека е отворени за тие безобразно. работи. Дали знаеш колку пари државни, односно реклами од владата на Груевски има земено Нетпрес, кој што беше прогласен за промотор на злото? Не знам. 5000 евра за 10 години. 3 пати им влегоа со полиција. Ја за тоа Кај беше Тања Милеска да рече, чекајте колеги, полека, па. Саже, они си ќутат, си гледаат сеир. И сега дојде кај нив. Јас саки си гледам сеир. Баш ми га што врати. Види, ја не се согласувам со Не тоа. ти принципиелно, Значи, затоа што не си џукела како нив. Ја можам да си бидам да си одговарам и што сакам, мислам се извинувам на изрази. Не, изразов малце добро. Го спомна Боријан Јовановски, значи една работа ќе ти кажам, секогаш кога јас сум бил жртва на напад, Боријан реагирал и обратно. Па ја му се јавив кога го привда, ја му се јавив лично. А сме се препуцавале јавно многу пати. Значи тоа да се разбереме. Втора работа. Значи и покрај се што збориш. Станува збор. Значи разговараме, дебатираме за луѓе кои со години работат во домашни и странски медиуми професионално. Сите што ги спомнавме, овие ти што ги нарекуваш со такви погредни зборови, според мене многу погрешно, извини. Ако добро. И трета работа. Значи зборуваме, станува збор за професионалци кои со години работат, кои со години ја покажуваат својата работа. Извини, никој од нив не завршил на крај како камионџија во Белгија, како еден од дописниците на претходниот естаблишмент кој представуваше своевидна меѓународна брука за нашата земја. Сега ти си, Значи- сега ти си за критика сега. Зашто сум за кој критика? човек одлучил да прави во животот е негова работа. Сега ти си за критика, Ако ти нема си така. професионален Не, медиум, види, сега професионален Лака, новинар, ајде да не ги пратен на мисија од државата. Значи, само секунда, извини, Ивица. Ако ти си пратен на мисија од државата, на мисија да известуваш, ти си брука кога на крај завршуваш вака, ти си брука за нашата земја. А да не зборуваме за претходните активности. Ама мислам дека Ја се сега согласам за тоа, ама сега зборуваме, види, сега ти направи други стандарди. Значи види, ја може да се согласам со тебе целосно. Веројатно во овој случај за кој што зборуваш се согласувам далеку повеќе од што ти мислиш. Добро. Но ти го наметна стандардот сега, знаеш. Кога зборува, кога критикува Виктор Тања, сега или ќе му дозволиш нему да критикува исто како што ти го критикуваше овој од ние што замина ваму кај што замина камион да вози, или нема, сега не може. Ама не, види, извини. Исто е. Не, извини. Јас да го бранам. Теоретски не е исто. Ја бев помнет обратно. Теоретски не е исто. Затоа што јас бранам, затоа што он напаѓа новинар, а ја напаѓам камионџија. Не, Значи, не, извини. Од на камионџиите, асоциацијата. Извини. Нека излета. Не, ти го наметна. И нека брат. Лупчо, ти го наметна стандард. Синдикатот за камионџи да реагира. Види, ти го наметна Значи, стандардот. па стандардот е Не. Значи, извини. Да. Синдикатот да го натера радио лидер да ја пушта на секој сат штаче нама шофери има куќа, каде наша куќа путу јуча. Значи, јас бранам новинар. Ме разбираш? Како новинар. Види, станувам заборавен, сега не ми текне како се викаше ликот, али еде, не е битно. Да одиме следен блок на реклами да одмориме малце. Ајде, одиме мала пауза. Пак те фати црвено свитло? Чиститки.
што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/DS Aerodrome. Is it time for my wings? I always thought I'd be flying by now. Here under the water, I've lived out the years, but up to the surface, I'm climbing now. Transformation is coming. Regeneration for one who will fly, take to the sky. Expanding and longing to breathe, I'll break through the ceiling, holding me in. Transformation is coming. Regeneration for one who will take to the sky and take to the sky. Once the change takes hold, lives through metamorphosis. Once the change takes hold, lives take to the sky take to the sky. Once the change takes hold, lives through metamorphosis. Се враќаме назад во ова некрстено интервју на Радио Лидер ова утро заедно со колегата Ивица Боцевски.
да се вратиме назад во студио со коментари од слушателите. Вангел Илиевски вели: "Остај гостинот, нека се искаже, смали доживија и Златев." И Добро. Вика, Кажи кај живееш да те чафтам. не знам, тука има навреди да не овакво. И вика: "Ај погледнете се во огледало и најдете си ги маните, да не ви ги кажат другите." Вели Тошо Коцев. Тошо, ја имам фотошоп вградено у огледалото. И ново е, со филтри, со све. Не, ја не се гледам огледало, но што се си знам дека сум сиружен. Да. Да. Не планирам Само да мајка ми се викаш умов на мајка. не планирам да се малтретирам себе Не, си. да си изненадам. Ќе се гледам огледал. Мислам Бог да стварно. чуе. Да. Јас сакам убави работи да гледам во животот. Само да гледам други Да. луѓе, са себе ги се гледам. Виктор малку нели се разжолчнивме во дебатата. Јас и ти имаме реакции од синдикатот на камионџи Добро. во меѓувреме, кои не се задоволни нели од наративот кој се води тука. Знаеш, се политички емисија, влегуваме сега со политички теми. Да се вратиме само уште на ова. Сега мимо ова доживија и кадровски решени и така натаму. Ова со дописници што ги окинува мие. Како ќе го прокоментираш? Ја повторно па се враќам. Прво, државата губи многу. Значи, знаете како, на времето се сеќавам. Те молам, прокоментирај без да се бавиш со човечки ресурси. Не, на Значи, времето, Али само ја ќе речеме една реченица после. значи, во минатото Никола Младенов, го збориме пред 20 и кусур години, збореше дека Македонија е пропадната држава ако нема своји дописници, да кажеме, во најблиските држави, значи во самата околина, и ако нема во најголемите центри, тоа се, нели, Брисел, Страсбург, Вашингтон и така натаму. Ние се, значи тоа беше пред 25 години, па трнаа нешто да прават, донесоа дописници и сега ги враќаме назад. Државата нема пари. Тоа, знаете како, кај нас за медиумите одлучуваат луѓе кои што се елементарно неписмени за медиуми. Знаете како? Знаете што значи Евровизија? За ви дам компарација Овие некако. што пеат. Евровизија. Евровизија е промоција на државниот медиум и тоа е журка на Европската радиодифузна унија за ги промовира јавните сервиси. И треба да оди Тамара Тодевска. Тамара Тодевска да пее, која што патем, благодарение на сите жирија, она победи на таа Евровизија, освен кога дојде она со СМС пораки, бидејќи ние сме ни 2 милиона, нормално дека ќе изгуби. Имаше такви аналитичари кои што викаа дека тоа е непотребен трошок на представување на МРТВ преку евровизиска песна, а воедно Македонија, туку требало да собираме пари и тие пари што биле таму потребни се даде за амбулантни возила. Ние со такви се расправаме. Нема, има, и може да збориме со човечки ресурси. Јас се слагам или не се слагам, дали Тања требало да биде или не требало да биде. Тоа мора да имаш Ја дописни. мислам дека Тамара Тодорски изгуби пошто е низината сексуална определба е хетеросексуална. На Евровизија, Не влегува, можда. И веќе себе ми кажува 9 сати, вика нема логика вакви работи да збориме од и не Сабајле. треба, да. Но Значи, ова е сакам- критика на концептот за Евровизија. Не, сакам да кажам, ние со такви луѓе се расправаме. И сега вие ми поставувате прашање зашто немаме дописници. Па тоа е пораз на државата. Да. А најголемиот пораз го чувствува тој што е одговорно лице. Ајде, јас ке И па се враќаме во дополнам како амбасадор, значи квалитетот што го добива дипломатијата македонска со тоа што има дописник во некој центар каде што има и наша амбасада е неспоредлив со местата каде што нема наш дописник. Значи и дипломатската работа на Македонија е далеку поинаква, полесна во моментот кога има дописник, затоа што меѓу другото дописниците влегуваат на места каде што дипломатите не може да влезат, тоа е едно. И второ, дописниците овозможуваат публиката во Македонија да се стекне со едно многу продлабочено разбирање на нештата и одлуките околу Македонија во глобалните центри. Така што
една и за дипломатијата, ова е би рекол кршење на глушт. Ако можам да кажам тоа што нема дописници во тие места. Томе Георгиевски вели Македонија пропада од таквија како водителот многу се лигави. Да, За мене одиме се сега. се однесу ова. Ајде, Виктор, Виктор, знаеш какј е квалитетот, нели? Квалитетот на еден човек е колку може да ја прифат да прочита лоши работи за себе. Тука психолошката ситуација ќе Виктор, за сега имаме некои најави, почна пред нова година, продолжија навака дека нешто има некое раздвижување на македонската политичка сцена, па наводен растеп во СДСМ, кој што не го гледаме овакво се уште. Па наводно големи коалиции, па наводно ДУИ се цепи, тоа е веќе го гледаме, тоа е друго. Значи растеп излека кога што гледаме во ДУИ. Ово за СДСМ уште не гледаме ништо. Па не знам, од една страна биле овие од СДС, од друга страна бил Заев, па ВМРО вака и така натаму. Ова гужва сега за сега медиумска во јавноста. На што ти наликува тебе? Добро, има најави од разни центри, тоа е факт. Има оправдувања, па демантирање од други центри, и тоа е факт. Например, Бранко Геровски, ние можеме да збориме што сакаме и какви сакаме квалификации да даваме. Не, нема да да. Не, збориме за кога се персонифицира со целата фела. Кој сака може да збори што сака за Геровски, меѓутоа дека е добро информиран, дека знае да погоди информација, знае да погоди. А мене ми падна чудно зашто се погоди Ѓорги Спасов, зашто беше погоден од неговата теза дека ќе се расцепи СДС на два дела и така натаму. Ја мислам дека СДС и ДУИ ќе идат до крај, до 2024. Дека нема да дадат избори. Да сум ја на нивно место и ја истото би го правил. Иако тоа многу скапо ќе ги кошта во иднина, во блиската иднина, затоа што на албанците им е преку глава од ДУИ. Тоа сите им е преку глава од СДСМ, точно. Да, а СДС прави една голема грешка. Нити ја, нити вие двајцата сме албанофоби, меѓутоа се чувствува албанизација на администрацијата и дека таа албанизација се однесува све важи за албанците, за македонците ништо не важи. Као мума не ме лази, не одговарам ја на никого. Ме разбирате? И тоа скапо ќе ги кошта СДС. Добра, те прашувам, што е овој расцеп во ДУИ? Па, јас за Артан Груби имам од подамна мислење, информации дека од подамна е оваа кавга, не е од сега. Дека не го сакаат. Овие се она старото крило. Ја го познам Блерин Беджети сигурно едно 30 години. Он беше председател на младина на ПДП и така натаму. Мирен, коректен човек и така натаму. Кој Блерин Беджети? Блерин Беджети. Ја па мисля се префрли. Алберт Муслиу беше основач на подмладокот на Да, ПДП. после Блерин дојде, да. И нели после сите влегува во ДУИ и така натаму. Секојаш мирен, коректен, така, Изет Меджити сум го гледал во повеќе во Галија кај Фуфо и кога и да сме дискутирале вака бил коректен, не нападен и така натаму. А Артан Груби има една насилна точка која што на овие не им се допаѓа. Насилничка точка има Груби. Насилничка мислиш физички или вербално или двете? И двете. Добро. Добро. Ја има таа. А сега Му се зборуваме. осеќа кај него. А што е тоа што ги дели програмски дел? Каков? Секојаш интерес. Не, секојаш интересот, меѓутоа еве Sad вика ја што би било различно, еве. Значи ја и ти сме виделе како се вика оснивачи на партија и што значи кога ќе ги тргнеш на страна доаѓаат некои други. Да. Тоа сме го виделе. Да. И тогаш доаѓа до лутење. Да. Значи не можеш ти така да го тргнеш на страна. Еден Муса Џафери да кажем. Зашто да не можеш да го тргнеш? Ти можеш, види, тргање од функција е една работа. Не, друго сака да каже. Вика, не дека Внатре во можеш, ти партијата се можеш да дека- направиш.
Арно, ама сето тоа е врзано со Са гледај кој ти реагира, луѓе, Невзат знаеш. Бејта ти Не е реагира. тоа Ти- едноставно. Не е тоа Значи, едноставно. Невзат Бејта даде изјава дека Армен Таравари и Талат Джафери дека се у коалиција. Тоа му е најновата изјава. И така ги изгубил Еве, изборите 2017, например. За оваа работа е многу трагично да се говори. За која? За поделбата во ДУИ, затоа што видете, тоа е една политичка партија која од самиот момент има проблем да се прикаже како политичка партија. Генезата на ДУИ е милитантна. Значи, и од секогаш постоело во ДУИ тоа крило на команданти и тоа крило на цивили. А се Знаеш. смеша во Да, Судир. сега во овој судир се смешани, но овој судир демонстрира нешто сосем друго. Верувам, нешто што мене како да кажам, човек кој ги следи политичките процеси ми е јасно, ама верувам дека на Али Ахмети му е многу појасно од мене. Работата е следна. ДУИ без Али Ахмети пропаѓа. А тоа е повеќе од јасно на сите. Нема наследник. Тоа е Значи, сега, ова сега што го гледаме е Game of Thrones. Знаеш, Роберт Баратион е при крај и сега тука сите тука Бебе Љупчу прва година политички науки учевме, нели, дека најголем проблем, нели, има три типови на водство. да. Харизматско, бирократско, нели, како беше? Кога со харизматско водство, проблемот е вика бирократизација на харизмата. Значи, кога Да. треба основачот, нели, да препушти палката. Ова е тогаш се прва случува- година политички Прва студии. година политички студии, прва што го Да, успеа, добро, така. вие И сега од учебник, ако гледаш сега примера, значи овој што има харизмата, за жал, не е харизма стекната по тоа што Мислам добила дека има- Белова награда. Види, мислам него дека- тоа што победил во војна против македонците. Факт е Види, тоа. Ти види Бејта вака го нарече не во бидејќи го со металуршки речник отиде, имате благородни метали, таму ви се злато, сребро, бакар, платина, паладиум, панадиум и така натаму, кои што се многу скапи, и имате црна металургија, која што имаш железо и челик и така натаму. И он го нарече дека овој е од црната металургија, значи безвредна. Фактички те не ќе го наречем. Мислам што не е така во металургијата, железото носи многу пари. Но ја дека они се кои благородни метали. Значи го таква споредба му даде на груби. И тоа е веќе јасно дека они имаат цел, дека они не се согласуваат. Ние во кавадарци викаме тинчија. Тинчија, да. Значи, они апсолутно идат на груби да го трнат. Сега, ако го читаш внимателно, вика, не секогаш меѓународните пријатели се во право. Значи, така да каже дека можеби некоја Кој тоа го вели? Бејта го збори тоа. И тоа, значи, сака да каже дека можеби странскиот фактор кој што играл голема улога во Дуи антиимпериалистичка сега ќе ја направиме. дека Не, добро, како и да е. Меѓутоа, мене ми се забавни реакциите, па дури по однос на шпекулации, ако ги тераме, да речеме, шпекулациите на Бранко Геровски. Тука ми стана интересни реакциите во нашиот табор, ајде да речеме македонски, за да се поделиме вака. Тоа е забавниот дел. Што Ѓорги Спасов се најде толку погоден? Ќе му пропаднат бизнисите на син му? Извини Пак да се, ставам... пак се тргна. Па не знам. Одиме со рекла казала. Пак тргна се. Пак тргна хоминем едно друго. Слушајте внимателно. Рекла казала на Пак радио тргна лидер. се. Ај остави го се, чекај. Те прашам, зашто он Добре, реагира? ајде професор да го ставиме се на страна, ние 20 да не го. Мене не би бил, не. Не. Ја почески го закачам сега. Да. Намерно. Ама не, он не е погоден, он не е дел од структурата на СДС. Аналитичар. Тоа е Пепелишка школа за политика. Он треба да си седи... Пепелиште school of Види, politics. он треба да си седи мирно во пензија, заедно со Зоран Добра, ама еве Иванов. што се случува по тебе таму?
Каде во СДС? Да. Па истото што се случува и во ДУИ. Ама го гледаме што е вака, во ДУИ го гледаме. Па и овде мислиш дека Кај е? вака да све започна од изјавата Не, на сега јас сум ајде, Не, адвокат на вака, ѓавол. од Кај е? неофицијал... Ја не го гледам. Не, веќе ќе ти кажам. Ајде. Од неофицијалната изјава на Петра Шилего вика кога ќе падне Заев, нема да ја помине патарината кај Велес. Големиот Кога е тоа? Тоа е пред изборите локални. Доаѓа Зоки Заев, бидејќи они мисла дека е селјак и дека е неписмен, доаѓа Зоки Заев и вика: ако изгуби Петре Шилегов, ја напуштам функцијата. И сите, фала ти што постоиш, и сите гласа против Заев фактички. Така Петре изгуби. И Дуле Весковски така изгуби. Па имаше и други работи, сега не беше само Не види, тоа беше стимуланс. Значи, Стимуланс. Абе, не водиме емисија после 12. Ајде, Значи, види, ова утринско шоу ја продолжува вечерта. Да, добро. Може тоа треба и да ни биде слоганот. Ја продолжуваме ноќта на И радио. у моментов имате, значи имате луѓе кои што стојат позади Заев и кои што Кои? се незадоволни. Имаш ти цело крило, почнувајќи од Лјупчо Николовски. Ај нацртај ги, вака, затоа што ја не ги гледам. Знаеш зашто не ги гледам? Лјупчо Николовски Еве, е разочаран од Не, Заев. види, Не, знаеш, од Ковачевски. види, не ги добро. гледам затоа што знаеш зашто не. Еве, кај Дуи се црта јасно кој каде. Еве имавме ја и Лјупчо дојавме информации дека понеделник ќе биде тоа. Да, има два настани. Има 2 настани во Чаир на Дуи. На 100 паралелно, метра. На 100 метри, еден на други. Да. А па тоа ќе биде Еден во општината, друг во школото. Да. И сега ќе се Дали ви надпреваруваат кој поише луѓе ќе собере. Да. Ти кај ќе идеш, Виктор, на кој настан во Чаир, на еден или на други? ќе размислам. Ќе размислиш добро. Меѓутоа, ај Мене- во СДС каде е тоа? Преведувачот ми е на Имаат. боледување, иначе ќе отиде. Имаат јасно се гледа. Ја не го гледам. Имаат. Еве се адвокат на ѓаволот сум. Каде е? Се покажи и на изборите, не искочија во 2021. Луѓе што ги познавам. Не искочи едноставно. Абе, остај тие што ги познаваш, ве раководството. Викаш Лјупчо Николовски, ама тој една изјава нема дадено против Ковачевски. Една. Јавна. Каде е тоа? Не, дали мислиш? Каде Они сега што суптилни. Ама Кога имало јавна види, кавга, за да после- Ивица сега ја ќе Чекай, бидам две кавги адвокат имало на во ѓаво. СДС. Па Не, 2013 на Конгресот? чекай, Не, ако Тито ти си, Петковски ако на ти тоа си, ќе ако мислам. ти си адвокат на ѓаволот, ја се треба адвокат на ангелот да биде, Ајде. не знам што. Па дали ти мислиш дека Лјупчо Николовски може да склопи самостално реченица? За да даде критика на Чекай, на Ковачевски треба самостално реченица Таман да ќе тргнеме склопи. сериозно, еве. Значи, Да. се Нема, ова чекате малце. инспиративен е муабетов на Да, вистина. треба малце креација да имаш да Инспиративен е смислиш. муабетов на вистина. е Реченица е после опасна кафеа, работа, да. Значи прашањето е, види. Значи, СДС, Ама не е цел суптилно. живот се суптилни. Чекай сега. Не покажуваат јавна кавга, само се оговараат меѓу нив, прават чекај малце, чекај малце. Ги познаваме многу добро. Ти беше едно време кај нив. 2013 на Конгресот, 2013 Добро. на Конгресот, така. Излезе едно крило кое што се гледаме се црта околу Максим Димитриевски. Добро, тоа е директна кавга, Кумановска. Ама не беше Кумановска кавга, бе, се виде Државна кавга. Државна кавга беше. Петар Атанасов, човекот Петар си Атанасов, даде оставка. како се викаше Тетовчанецов, што е филологот, Стојко Пауловски, Стојко. Ле. не бе Стојко, филологов, Карапеевски. Карапеовски. Да. Значи, една цел Гордан Георгиев, Ама не, и не само Гордан тоа. Јовановски. Пази, Значи пази, една пази, цела плејада пази. излезе на Конгресот Петар против Заев. Стојко Пауновски јавно излезе против политики на владата. Ама не, види, уште не Значи- беа влада 2013 на Конгресот. Не, се зборам за Веќе сега. беше се виде дека Ама има после се подсмирија. Сега, откако Заев си отиде, значи, и кај што они сега, наеднаш Ковачевски сака да се наметне дека држи целата ситуација под контрола, а не може да ја додржи. И овде, они се суптилно си се Не, види, собираат од она што- табори. Ја ги само знам ти како кажам, пиша. еве, она што го видовме. Ти вие не разбирам. Само ти Овие кажам. туи викат вака, ти ли ме на мене, ја пушката зијам, сега ја ги Чека, кажам кај ги на знаеш тебе. како дишат, си јадел, си пиел со нив? Со поголемиот дел. Чекай се, да се вратиме. Она што го гледаме, на пример, е забележавме со Лјупчо, на пример, имаше една цела серија написи од портали блиски до СДСМ, кај што вика СДСМ предводена од Ковачевски и од Зечевиќ. Ја прв пат гледам дека генерален секретар предводел партија, така? Значи гледаме да еден дуализам. Емилија Зечевич е најбољи моментов таму. Да, друго ти кажам сега сериозно го Добре, зборам. Ја ти кажам сега, значи каде се видел Да не ти? му се плашиш ова што го Не, кажеш. не, зашо го се плаши? Ама еве нацртај се, еве ја не гледам. Еве Гено нешто црта. Еве Заев, ваму
Заев. Види, тоа Геро што го збори, дека они ќе искочат 7, 8, 10 пратеника, па дека ќе се приклучат кон ВМРО, тоа малце ми е неверојатна шема. Али дека они ќе изработат, како што во 2006 му изработија ако го трнеме Тито Петковски, како што му изработеа прво на Владо Бучковски, значи ние сите сме езде, само не искачаме на гласање, разбираш, они се граѓанскиот систем. Тоа е таа екипа. Он така размислуваат, природно, сите. Не знам како да ти го објаснам. Абе, јас сум бил СДС, ја не сум размислувал така. Значи, ти си бил кратко, ја ти зборам, тие што се биле внатре. Како кратко? Кого сакате викнете? Од роѓење до 19-20 Кого години. сакате викнете? Видите вака, во 2013, од 2000 и... Ама чекай се, еве. 2012 Јас и ти го знаеме, пријател, ние сме го критикували. Абе, еве за ви кажам. Не, за Бучковски. Што беше проблемот на Бучковски? Кога стана лидер на СДСМ, очигледно беше дека тој ќе ја тера различно партијата од претходникот Бранко Црвенковски. Наместо да рече ова е мојот тим, вака ќе терам, одам веднаш на избори, тој го пропушти моментот. И пропушти затоа што и Ковачевски исто размислува. Ама Ковачевски види, Ковачевски се станува лидер и он вика са баби и жаби. во истиот момент, види, јас сум сега Рамбо, прв, втори, трет дел. Че он има позади тебе, разбираш? Помислика најсилен се. Ја природно ги знам. Да ви објаснам нешто за медиумите. Ова со Рамбо ми се допаѓа. А децава не разбираат, само знаеш. Иначе, за тие под 18 години Рамбо е амерички филм за Виетнам. Кој ми е сличен на нивно, не знам. Не гледам филмови за ова. Значи 2012 Со ножеви нешто. Значи 2012 година. Треба да се прави средба на луѓе од медиумите за да се справат со политиките на Никола Груевски во медиумската фела. И јас сега тие што ме повикуваат, се спремаш и да кажеш финти, шо, каде, посебно во делот на рекламирање. И се седиме, ја ги гледам кои се, и викаме сега, значи, кидеме ја и Љупче, ке збориме по емисии, вамо таму, и еден по еден. Види, ја не можам ради бизнисот, ја знаеш ова, не можам ради ова. Ја ги гледам вака, и се нуме двајца. Кој станавте? Само ја и Зоран Стефановски. Кој беше тој? Покојниот председател на АВМ. Погина во сообраќајна несреќа. Бог да му душе прости. прости. Да. Мислам, ти сега што очекувате? И на тие што не повикам, викам, со вие мислиш да се работуваш? И ми вика, СДС, што да правам? Ве, такви се. И затоа вие не ја гледате таа кавга. А сега чекај, со кој си договорен сега по медиуми да настапуваш вака? Ако тогаш така со СДС си се договарал, сега прашањето е со кого си. Значи, Стани Виктор. ајде Викторе. Стани Виктор да те види Откривме сала. од каде доаѓа медиумска оваква. Не, ама веќе, добре, ако веќе го гледаш, пак ти кажам, како сега тоа ќе се одигра. Максим мислам дека ќе им направи голема беља. Добро, и ја мислам така е. За види Петар Атанасовски нема структура, меѓутоа е добар интелектуалец, да бидеме поштени. Не ги гледаш нив заедно? Па мислам дека се веќе заедно. Добро. Значи и они во двојката ќе одиграат една страшна улога. Многу е битно во тројката ќе поминат многу, мислам дека лошо ќе поминат како партија. Во четворката многу ќе биде важно како ќе игра Заев. Што ќе се фактички што ќе се договорат на крајот. Така да иако е можеби на ниво на спекулации тоа што збори Геро, ама дека има кавга, тоа го знае 100%. Он може сега да шпекулира дека ќе отидат пратеници на КВМР и така натаму за да направат коалиција против ДОИ. Мислам, тоа е вака приказна. Гледа, види, ја не гледам ниеден сигнал дека СДС ме подготвена за коалиција со ВМРО. Ниеден сигнал не гледам. Не збориме за цело СДС, они зборат за дека дел од пратеници. Ја мислам дека тоа неверојатно. Од друга страна, види, Лично мислам дека е она неверојатно. што знаеме сите, еве, меѓу другото, видиш, сме учеле сепак тој в тие факултети политички науки едно друго, кога има вакви расцепи во политички партии, значи тоа не може да трае во недоглед. Значи брзо се одвиваат работите. Можно е да се смират. Ама не, брзо се одвиваат работите. Кога има расцеп, тој се случува онака
Види, они се И свесни сега, дека не знаеш вама зашто, многу зашто води. партиите Не, гледај, имаат, само види, вака. партиите имаат еден инстинкт на самоочувување, тоа е едно. Второ, кој полесно му приоѓа незадоволниот? Тој што е во седло, така? Ако се Ковачевски Зечевич во седло, ти лесно може да му пријат на ако некој што е незадоволен, викаш, ти остануваш на сите позиции. Ја, Е тоа, крај. Не, види. Така. Ја мислам, Сега, не ми е јасно, значи, уште се види. обидам да Ја мислам разберам што се дека случува. Еве. Миле Зечевич дека ќе проба да ја спуши топката недоволно искусен и доволно има историја позади себе за да знаеш што ќе донесе до растепот. А дека во овој момент во Dark Wizard of Oz. Абе, што да Значи, знаеш она го имаш гледано? Дека во Македонија на одредени луѓе, Виктор, ние за тоа се погледнавме така, им се препишуваат супермоки кои ги немаат. Не, Значи, збориме за еден од тие е Миле Зечевич, според нас. Човеков е што направил политичка кариера у животот. види. Не, Ова знаеш како? Како знаеш кажам како- ја дека Чекай, таму се се води. води. Значи не ги Ришелје на времето кога биле овие луевци во Франција, не кардиналот Ришелје, Маркус Волф од Источна Германија, Андропов, овакво Ричард Хелмс од Сија и Миле Зечевич. Тоа е отприлике. Не, може он да сака да биде тоа. Не. Се сеза. Не, У тоа ранија нека се седеле. Или у ова као се вика се удукат. Не, Маркус Волф пред да умре, прво што каже, вика, чувајте ми го Миле Зечевич. Да, ја имам еден другар, има влезено во кој има влезено кога беше нели директор таму службите кај беше Миле Зечевич и вика влегувам кај Миле Зечевич у кабинет и гледам од позади слика од Берија. И сега ти чим некој па до неа стајал таму од основачина Ција и така натаму. И сега јас која ја правев Гоце Делчев пита Гули да ме гроев сам. Да, само ова е СДСМовската верзија на... Знаеш она, која ќе влезеш во берберница? Види, да не го имало Ел Пачино од Scarface. Не, види. Да. И ја, например, јас сакам да го ставам туку у студио Джордж Орвел, ама после се посети, викам, Љупче, ова ти е многу Миле Зечевич потек и одлучив Крафтверк, нели, со музика се бавиме, па Крафтверк си ги ставив позади, Значи- таму се Pink Floyd. Не, види. Значи, не реков ја дека има супермоки. Туку реков дека у моментов он е најпаметен да знае дека кавгата ќе им донесе огромен пораз. Тоа го знае. И доволно искусен за да го препознае. Видел и 2006 што се случи, виде 2008 неосвоени 200.000 гласови, а натаму одат, само што тогаш беше приказната името не го даваме, нели, Никола Груевски. Се сеќава овие ќе не внеселе за 6 месеци у Европска унија Така, другарица Рада. И после 2009 ги до и тогаш не зема. 2009 ги до теб и он знае само затоа што имаше кавга. Џабе после Бранко пропуваше да ги смири, да ги Али смири и ма, така натаму. нормално е дека ќе има кавга кога нема идеологија, кога нема идеја, кога нема И затоа е само он е свесен и совесен. како ќе смири кавгата без нов политички проект? Па не може. Епа. Значи, А он како само- ќе направи политички проект, нова што сега го прават, северна, меверна, не знам што едно друго, како? Нивното гласувство тоа не го поднесува. Приказната на СДС е завршена. Тоа е на сите им е јасно. Епа што е ова? Значи знаат од председателски кабинет, од премиерски кабинет, од кабинетите на пратениците, од внатре од партијата, знаат дека на избори сега да искочат, а и во 2024 да искочат, губат као попчиња. Значи не знам, као лоша споредба. Ќе А изгубат. како ќе го прокоментираш однесувањето на опозицијата во овие моменти? Види, ја ќе кажам една приказна врзана со СДС, па Не сега СДС, ја опозицијата. Па не, треба да- па тоа чекай, чекай. кога СДС е опозиција. Значи 2002 година доаѓа Бранко и вика Ивица ти у двојка, Љупче ти у четворка, дечкиве петка, шестка, сите срекни се спремаат, зимаат пари, наоѓаат штабови, прават и Шијато дела. Шијато дела се спремаат на избори кидат и доаѓа Бранко наеднаш после 10 дена и вика вака: ја идам во Кец, Трифун иде во двојка, Перо Гошев во четворка, ти Илинка во шестка и вика еден по еден почнуваат у несвест да паѓаат. Ама ги собира сите, све што можеше да собере и победува. Никола Груевски поучен од таа е најголема победа во историјата на Македонија. Поучен од таквите работи и он ги собира шест.
Кавга во опозицијата е многу лоша работа. Лоша за сите ние што се осеќаме опозиционери. И што мислиме дека оваа власт на сите полиња го губи тлото, односно се однесува толку неодговорно према општеството, што е више, како да ти кажам, лошо да живееш во држава. Знаете како, ќерка ми студира филмска режија. И наеднаш излегува дека Игор Ивановски Изи зима 720.000 евра за филм. Не знам како се вика. И она вика, ја викам, и ѓубре види го, зима пари преку татко му блало. Она вика, тато не е тоа така, вика. Ако ги украде парите, вика проблем. А вика, од продуцентски се толку парите. Не разбирате сега? Значи, киркам поинако ги гледа работите. Ама вика, по она што ти го збориш, мене затоа не ми се живее тука, сакам да си одам по странство. Ето тоа бегаат децата од наши коментари, од тоа како се однесуваат луѓето и така натаму. Можеш ти да имаш министер кој што Не знае латиница. како да ти бе, не знае да зборува. Види, околу ова само да го кажеме, околу ова, знаеш зашо си терам малци под бишега, како каже, знаеш. Не, добро, борете тоа. Ова, не, знаеш зашо, и на времето ти текнува кој беше претходникот негов на браникот на татковината, па со графити по град. Да. Сашо Мијалков. И како заврши тоа? Или не го даваме брат Љубе. Тоа па да не зборуваме, знаеш. Не го даваме брат Љубе. Така му беше кампањата. Катица Јанева на мајци беше, па... Да. Па вашите колеги од А1 направија серијал Трите. Така многу интелигентен Ја серијал. тогаш сватив дека не ги бива кога кажа дека Атка Лукас Тоа е вашата конкуренција, Не, кој што не. никогаш не ве брани вас кога ве види, не беше, ја напаѓа, па друго. а вие сакате да бидете Ние солидарни со сме, него. не е тоа солидарност, ние сме со месијанска Види, мисија. види, мене друго, во тој документарец мене друго ме погоди, и тогаш знаев дека целото ова ќе се Што распадне. пуша внатре. И ќе ти кажам, Знам дека тоа те погоди, пошто ја тука ама, секој ден со тој однос Али да кажам зошто, се- да кажам се зошто, соочува. да кажам зошто. Значи има закон. Тоа е едно. Има елементарна пристојност. Супер, сега ќе ти слушам внимателно. Има закон, Веќе сега има елементарна председател да пристојност. ЗНМ И се види. ќе треба апсана да И го се носи. види. Значи тоа, таа ароганција, мене никој не може да ја пушам канцеларија едно друго. Значи тоа е една таква, еден таков морам да подрам тоа, еден таков селјачки однос кон себе, кон животот, кон околината, кон соработниците. И јасно ти Ова го кажувам гледам дека- како критика кон мене, мада ја не пушам Да. некое време, еве кажи им на слушателите Да. дека не сум више Но селјак. не. Значи, Не само ајде, тоа. И те понатаму, молам. и понатаму го видовме меѓу другото затоа што тоа беше сторија која што ја виде нивната внатрешна работа, види. Сега, како да кажам, сме виделе внатрешна работа на правници, на обвинители, на адвокати. Она делуваше како, што се извинување на зборот, како една прчвара, како една, како да кажам, како... Па тоа и Sa dušom i sa telom trifat. Мислам дека прчвара Така е беше. многу благ збор, употребен се за... извинуваме, бе, ја пак Да. утро е, употребуваме претешки збори, но на тоа се сведе беќе. Ова е некрстено утро. Да. Значи, Али тоа со цигарата ми беше, значи, баш ми е драго- баш ми е драго што си приметил дека пушат. Значи види, Сега да сум ти поставам- сум влегувал во канцеларија во Врвни, сум бил во сите министерства за надворешни работи во Јужна Америка. Знаеш како делуваат? Делуваат како буквално ко Goldman Sachs, ко банки инвестициски излезени од како Space Shuttle делува внатре кога ќе влезеш луѓето облечени, соредени, значи гледаш една тивка бирократска интелектуална работа. Влезеш во банки, тоа е тоа. Кога ќе влезеш корне од долу до горе на воњ на оној на цигари кој српска крепатна кампања, влегуваш тука како кабадахија ти се однесува тој внатре едно друго. Знаеш колку е саато, дека тоа па таму види, е- вака јас морам да се надополнам на нашиот. Као непушач. Не, ја овако многу сакам да го споменувам Младен Чадиковски. Еј, немој се. Значи, Цензура следува. он например сакаше да си прави истражувачка сторија за режан тутун, сакаш и да Imperial Tobacco или кој беше таму некоја тутунска компанија да ги финансира истражувачките стории. Тоа вака мислам, тоа велелепно, нели? На најстрого забранетиот производ за реклама, кој што нашиот председател на ЗНМ ќе си тера истражувачки стории.
Нели? Вас ви смета обвинителката што пуши во истражувачки истории, ќе си терам. Па што не трнат од ЗНМ да почнат да викаат ајмо марихуана, хероин, кокаин, изволте. Мислам, зашто нека си Сигурно рекламира. не во канцеларија. Нека си рекламира. Немој така. Ке се Истражувачка оградиме од историја. оваа рекла казала. Јас мислам, види. Мислам се вака. Знаеш ка се обвинителката Ке што се пушила, убеден ама Младен Чадиковски затоа што бил председател на ЗНМ ќе правил истражувачки истории за тутунот, то може само да пренесе информација од царина, не да прави истражувачки истории и да му го финансира компанија која што се А занимава каде со тоа? производство Каде на тутун. ова се случува што не го Во кажа? Македонија, сигурно не во А Албанија. преку што ќе финансираат Империјал Тобако? Па преку ЗНМ. И јас ги напишав и се повлекоа. Не, види фактот дека тоа беше Империјал Тобако финансира ЗНМ чека. Сега не знам баш. Ја искрен да видам. Јас го напишав и Јас сега ќе ви ја дам. Ама не знаеме какви се фактите Ама сега. не, види, не може. Империјал Тобако не може да Ивица, финансира значи не ЗНМ. знаеме Точка. дали се случило нешто, дали имало обид. се случи, јас Абе, дали си било подпишаме му, меморандум Не, за не, соработка. заедно бевме на медиуми и го критикувавме ова. Подпишам меморандум за соработка со кој па. Младен Чадиковски и Петар Рибарски. Сега, мислам ЗНМ да е- брани интерес на јавност. А не Ова на... што види. Баш каде не зборам скриено рекламирање и така натаму. За се тоа што да, е тоа не забрано. беше, тоа не беше убаво. Тоа не беше убаво, факт. Факт. Тука ја завршуваме оваа емисија, ти благодарам. Благодарам ја на поканата. Мора да те цензурираме. А само што се загреевме. Па помина саат и кусур. Па добро. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте во ова некрстено интервју на Радио Лидер. Денес се пост. По овој интервју ќе се посветиме малку на молитва. Останете со 107,4. Јас сум Лјупчо Златев, главен одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. А ние ќе ја продолжиме дебатата со зборови кои овде пазевме да не ги кажеме.